Десетици ученици од основните училишта во Куманово веќе 2 месеци остануваат без превоз, иако според законот имаат право на тоа. Причината е што општината ги исклучила од листа оние деца чии адреси се во периметарот 2 километри од најблиските училишта. Нивните родители се жалат, при што со мапи докажуваат дека им е нанесена неправда и најавуваат бойкот на наставата од 1 февруари. Едно од најпогодените училишта од овој проблем е основното училиште Бајрам Шабани. Директорот на училиштето ги повика родителите да поднесат нови барања. Nxënësët që I plotësojnë kushtet të 2 kilometra të cilët kërkesat janë ato evidente, duhet të dorëzojnë deri te shkolla kërkesat e tyre dhe më së miri shkolla I miraton dhe formon komisione të cilën I verifikon mbas ligjit për arsim fillor. Veprimet e institucionit to janë të ndërmarrë në përputhje me të plot me nenin 73 ligjin për arsim fillor I cili thotë do të alinea 1. Nxënësit kanë të drejtë transportit organizuar ose falës nëse vendbanimi është larg së paku 2 kilometra nga shkolla më e afërt fillore. Sipas këtij nenin, transporti u takon nxënësve që plotësojnë kushtet ligjore të përcaktuara, veçanërisht në rastet kur distanca dhe vendbanimi deri në shkollë është më e madhe se ajo e parashikuar me. Учениците се принудени да одат пеш затоа што распоредите и линиите на јавниот превоз не се усогласени, кои апсурдно се бесплатни за сите граѓани, додека овие деца се исклучени. Од секторот за образованието во општина Куманово велат дека станува збор за недоразбирање, се обврзаа дека во текот на наредната недела ќе бидат обновени анекс договорите со приватните превозници. За поедини ученици кај што настана недоразбирање, ќе биде искоригирано затоа што училиштето барало дополнително да се испита просторот или тоа растојание од училиштето до местото на живење, дали поседуваат 2 километри. Училиштето се станува збор за основното општинско училиште Бајрам Шабани, се има формирано комисија согласно законот за основно образование, кои го имаат проследено тоа и во најскор можен период сега ќе биде направен повторен список во кој ќе бидат и овие неколку ученици кои не беа опфатени, ќе бидат опфатени, а дополнително сите ученици кои се под 2 километри, тие може да користат, меѓутоа ќе користат линиски превоз, не може да бидат склучени во ученичкиот превоз. Во општина Куманово има 26 линии на јавен превоз кои со одлука на советот на општината се бесплатни за сите патници до крајот на јуни, но линиите за ученички превоз ги организираат приватни агенции кои ги плаќа општината согласно соодветниот закон и тие се прилагодени на наставата и локациите на учениците. Ниту училиштата, ниту приватните превозници не сносат одговорност за ризиците на кои се изложени децата при секојдневното пешачење повеќе од 4 километри до и од училиште.